Кратки најави за денешниот дневник. Првите 40 километри од автопатот Кичево-Охрид ќе бидат пуштени до 12 јули. Локалната отстрани нелегално поставени рампи за означување на паркинг места на улицата Даме Груев по реакција на жители. 22 уметници од земјава и светот учествуваат на 14-тата меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Мапирани и исчистени дури 16 мини депонии во Охрид. По укинувањето на владините мерки, минималната кошничка поскапа за 2000 денари. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево, ветровито и топло време со максимална температура до 30 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе преовладува претежно ведро и свежо време. Во вторник над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што на британските острови, Северна и Североисточна Европа, како и во Источна Европската низина, ќе услови нестабилно и посвежо време со врнежи од дожд. Локални врнежи од дожд се очекуваат и на север од Пиринејскиот полуостров. Во останатите предели од Европа ќе доминира стабилна воздушна маса и високи дневни температури. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе достигнат од 34 до 38 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Минималните температури ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 28 до 39 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Поради високите температури и порастот на УВ индексот се препорачува да се избегнува излегување на отворено во периодот од 10 до 17 часот и да се следат препораките од лекарите за заштита од топлотни бранови. Во Охрид во вторник ќе преовладува сончево и топло време. Ќе дува до умерен северозападен ветер. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во среда и четврток во Охрид тропски ден. Ќе преовладува претежно сончево и многу топло време. Во четврток се услови за појава на локална облачност. Минималната температура од 16, односно 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32, односно до 34 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Дневната температура ќе достигне до 33 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Евана, енергија, живот, иднина. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Првите 40 километри од автопатот Кичево-Охрид ќе бидат пуштени во употреба следниот месец, најави директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Делницата од Врбјани до Охрид ќе биде пуштена во употреба најдоцна до 12 јули, најави Трајановски, но посочи дека ќе има прекин кај Ботун, каде што има големи свлечишта кои треба да се санираат. Делницата од Врбјани до Охрид од автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштена во употреба најдоцна до 12 јули, изјави директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Тој прецизира дека ќе има прекин кај Ботун, каде што мора да се санираат големи косини. Прекинот кај Ботун е поради тоа што патот би требало да биде од десната страна на Ботун, а таму има големи свлечишта, изјави Трајановски за телевизија Сител. Свлечиштата кај Ботун според него се поврзани со они од Кичево до Врбјани. Во тек се геоистражувања во соработка со градежниот факултет и кинеската компанија. Околу 40% од истражувањата се веќе завршени. Бушењата опфаќаат 6,5 километри за да се утврди составот на земјиштето. Врз основа на добиените резултати се проектираат модели и типови на стабилизација за заштита на тие косини, појасни Трајановски. Денеска треба да се одржи состанок на кој ќе се одреди типскиот модел на заштита на најпроблематичните косини. Според проценките, 14 од нив се сериозно загрозени, а 21 се со помал ризик. Планот е поголемиот дел да се заштитат до крајот на годинава. Од викендов пуштен за сообраќај е делот од Подмолје до Охрид, поради чие до изградување сообраќајот беше пренасочуван по стариот регионален пат за Струга. Граѓани преку рубриката Ти си твојот град реагираа на нелегалното поставување на препреки на јавни површини за обележување на приватен паркинг. Од локалната со информација дека веднаш интервенирале. Узурпирање на јавни површини со поставување тврди сообраќајни препреки како што се метални рампи, синџери, триаголници за означување на приватен паркинг е честа појава во централното градско подрачје во Охрид.
Посебно во летната сезона, кога тешко се наоѓа паркинг место, некои граѓани сами си заградуваат паркинг на дел од улицата пред местото на домување, како приватна сопственост, а на државно земјиште. За ваков случај во рубриката Ти си твојот град реагираа жители на улицата Даме Груев, која деновиве беше реконструирана и асфалтирана. Уште не е хоризонтално обележана, денеска веднаш некои граѓани улицата ја ископаа и поставија паркинг рампи и огради. Дали е тоа дозволено или си го направија на диво, нормално активностите се одвиваа во недела попладне, се вели во реакцијата од жителите на Даме Груев. ТВМ побара информација од локалната самоуправа за тоа што превзема општинскиот инспекторат во врска со нелегалното поставување на сообраќајни препреки за обележување приватен паркинг на јавни површини. Согласно своите надлежности, општинскиот инспекторат постапува по ваквите појави. Денеска се одвиваше акција за отстранување на метални препреки на улицата Даме Груев и сите метални препреки се отстранети, експресно реагираа и одговорија од локалната. Оттаму додаваат дека самоволното поставување блокатори и столпчиња кои го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот и движењето на граѓаните нема да се толерира и од истите веднаш ќе бидат отстранети, а против сторителите ќе следи соодветна пријава. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков оствари работна средба со амбасадорката на Литванија во Република Македонија Вилма Дамбраускиене. Високата гостинка од Литванија беше информирана за начинот на функционирање на локалната власт, капиталните проекти, а акцент се стави на туризмот како главна економска дејност во Охрид. Беше истакнато дека на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле постојано се воведуваат нови директни авиолинии кон бројни светски дестинации, а градов станува попристапен благодарение на изградбата на новите автопатски делници. Станало збор и за развој на други индустријски гранки со отварање на две компании, едната словенечка, а другата австриско-канадска инвестиција, во кои се вработени многу охриѓани. Двете страни ги потврдија добрите дипломатски односи меѓу двете земји, Македонија и Литванија, а годинава се навршуваат 30 години од воспоставувањето. На средбата се разговараше и за најзначајната музичко-сценска манифестација кај нас, Охридско лето, и за овогодинешното организирање на Литванската вечер, информираат од локалната. Зеленото вевчани и годинава неисцрпна инспирација за светските уметници. 22 уметници од земјава и светот создаваат дела на падините на Јабланица. Се одржува 14-тата меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Отворена 14-тата меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Зеленото вевчани годинава е домаќин на 22 уметници од Македонија, Србија, Словенија, Грција, Велика Британија, Соединетите Американски држави и Франција. Свеченото отворање беше збогатено со аукција и добротворна акција за поддршка на погодените од пожарот во Кочани. На колонијата по трет пат ќе биде организирана и детската ликовна школа, но ќе творат и млади талентирани сликари. 10 уметници кои што се млади сликари имаат завршено Академија за ликовни уметности. 10 дена ќе работат во Вевчани заедно со нивните постари поискусни колеги, ќе создаваат дела, ќе разменуваат заеднички ставови и ќе учат за нови техники и начини на творење и секако како и секоја година потоа сликите ќе бидат донирани за хуманитарни цели. Зеленото вевчани е неисцрпна инспирација за светските уметници. Тие се воодушевени од природните и културните убавини, храната, традицијата и гостопримството на домаќините. This is my second time in Vevchani. Прв пат сум овде и пресреќен сум што сум дел од оваа манифестација. Имам инспирација, веќе одредив работи еден акрил метар на метар, а потоа уште неколку слики дополнително. Први пут сум и пресреќен сум да сум дел ове манифестација. Прв пат сум овде и пресреќен сум што сум дел од оваа манифестација. Имам инспирација, веќе одредив што ќе работам. Еден акрил метар на метар, а потоа уште неколку слики дополнително. Во изминативе 14 години Вевчански видувања прерасна во најеминентната ликовна колонија во државата, а и пошироко во регионот. Низ неа белек оставиле повеќе од 200 афирмирани сликари од сите светски меридијани. Делата создадени под падините на Јабланица го обиколија светот, биле изложени на бројни континенти, од европските културни центри, па се до далечните изложбени простори Њујорк, Париз, Москва.
Мапирани и исчистени дури 16 мини депонии во Охрид. Од јавното предпријатие Охридски комуналец информираат дека со вонреден ангажман на дежурните служби и ангажирање на специјална механизација расчистени се дури 16 мини депонии на различни локации во градов, при што се подигнати 36 метри кубни кабаст и зелен отпад. Овие слики кои не можеме да ги избегнеме ги фрлаат во вода сите наши напори и организирани акции за чист град и урбана средина, која сите ја посакуваме и заслужуваме, велат од предпријатието. Јавното предпријатие за комунални дејности Дебарца во соработка со општина Дебарца во пресред на летната туристичка сезона спроведе активности за уредување на Оровничка плажа. Овие активности се дел од пошироките подготовки за создавање пријатна и безбедна околина за посетителите и туристите кои традиционално ја посетуваат оваа дестинација во текот на летните месеци. Од општина Дебарца велат дека остануваат посветени на одржување на јавните површини и унапредување на туристичката понуда во регионот, со цел да се поттикне локалниот развој и да се обезбеди подобро искуство за сите гости. Минималните трошоци во јуни зголемени за 790 денари. Кај храната има зголемување од 733 денари. Синдикалната кошничка поскапе за 2000 денари откако завршија активните владини мерки за основните прехранбени производи и за хигиена, посочуваат од синдикатот. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во јуни се зголемени за 790 денари во споредба со мај, покажуваат податоците што ги изработува Сојузот на синдикати на Македонија. Според овие податоци, вредноста на синдикалната минимална кошничка во јуни изнесувала 64.698 денари, а со изнајмен стан од 60 метри квадратни 80.073 денари. Зголемување од 733 денари има кај храната и пијалоците во однос на мај. Пресметките на ССМ покажуваат дека за храна и пијалоци во јуни на едно семејство му биле потребни 23.167 денари. Имајќи ги во предвид овие податоци, евидентно е дека откако завршија активните владини мерки, вредноста на синдикалната минимална кошница за 2 месеци е зголемена за 2000 денари, додека кај храната и пијалоците за 2 месеци има зголемување за 1678 денари, велат од Сојузот на синдикати. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!